Идентификуваат секој камионџија посебно, се идентификува на секој граничен премин. Се бројат сати, денови, денови се бројат денови и најтешко е тоа што некогаш и за 5 минути во денот кој ќе влезеш на одредена граница ќе ти рачунаат еден ден. Последниот пресметка која што се направи од средбата која што имавме во Београд со представници на сите амбасади од Шенген зоната, ова бизнис транспортната заедница која што има седиште вака, се направи проценка дека доколку би се вреднувало престојот во часови, затоа што ние имаме специјални дигитални тафографи во возилата каде што се рачуна времето целосно, во секунди можам да кажам, тогаш би се додало на овие денови кои што се 90, уште едно 15 дена кои што би можеле да бидат флексибилни во однос на престојот на возачите. Мислам, најтешката работа е тоа што зборуваме за престоја. Возачите не престојуваат. Значи, возачите вршат дејност која што е од македонско трговско друштво. Не одат да работат за некои странски овие трговски друштва, туку извршуваат работи исто како и сите други транспорти кои што се биваат авио, железнички, бродски превоз. Меѓутоа, за жал, Европска унија единствено превозот по патниот сообраќај го има одвоено. Зошто? Па видете, јас тоа цело време го кажувам, ова се нестандардни мерки кои што се спроведуваат не само према нас како Македонија, туку према сите држави кои што се надвор од Европската унија, особено Западниот Балкан, затоа што најлесно е да се привлече работната сила, да се префрли во Европска унија. Имаше огромни студии, тоа е нашата грешка во нашава држава, што не правиме анализи за состојбите, што се случува. Значи, од 2015 година до 2025 оваа година 2 милиони возачи отидоа во пензија. Поготово ако знаеме дека е бенефициран стажот, значи доаѓаме до еден период кога е поголем број на луѓе. Новите анализи покажува од 25 до 28 дека ќе има уште 500.000, така да Германија прва почна со привлекување, со тоа што прво беше пријавете се, па ќе ви дадеме работна виза, па ќе ве примеме. Вториот чекор после 2-3 години го направија дојдете работете, па во текот на работењето ние процесот на вадење на работна виза ќе продолжи и последната мерка ги привлекуваат заедно со нивните семејства. Така да кога ќе дојде целото семејство на едно место да живее, потешко е да се вратат назад. И тоа не се случува само, ова го кажав во Германија, бидејќи е најочигледно и најпрви почна, меѓутоа истото го прават и во Белгија, истото го прават и во Чешка, сега и во Словенија, така да ние како Западен Балкан се соочуваме со тоа да имаме голем одлив на возачи, овде ги обучуваме, ги вадат сите можни документи, бидејќи за да бидеш возач треба навистина многу сертификати да имаш, кои што и кошта, тоа е инвестиција. Дури нашите превозници сами инвестираат да обучат некого, али после 3-4 месеци од кога ќе стекнат одредена пракса, најчесто заминуваат. Ќе се вратиме повторно